Драги пријатели, вечера сме собрани тука да дадеме подршка за сегашниот и иден градоначалник на Кавадарци, за Александар Панов. И да дадеме подршка за советниците од листата на ВМРО ДПМН и коалицијата, предводени од Горица Пеливанова-Вилкен. Затоа што едно без друго не може. Градоначалник без совет е како човек со врзани раце. А вие не сакате да му ги врзите раците на градоначалникот. Па кој сака да му ги врзе раците на градоначалникот? Затоа е многу важно, гласајќи за него, паралелно да се гласа и за листата на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, Александар имавме можност да го видиме во минатите 4 години. Пред 4 години го анализиравме неговото минато. Тој работел долго години во комуналното предпријатие, околу 8-9 години. Ја запознал работата на локалната самоуправа, стекнал одредено искуство и со своето образование како правник и искуството што го стекнал во локалната самоуправа и целото друго искуство, ценевме, имајќи го во обзир целиот капацитет што тој го поседува, ценевме дека можеме да излеземе пред Кавадарци и да побараме подршка за Александар Панов. Но овој пат можеме да кажеме дека човекот си изработи. Ги изработи овие 4 години. Погледнете на неговата програма и ќе видите дека најголемиот дел од ветувањата во програмата се реализирани. 90 или над 90% од тоа што го ветил е реализирано. Може некој да му најде и да му бара или да му најде некој мани. И на него, и на мене, и на било кој човек. Меѓутоа, како што велат старите, како беше оноа, криво седи, право збори. Тоа што го вети во програмата, тоа и го направи. Затоа тој си заслужува уште еден мандат. За да продолжи со реализација на проектите кои што ги вети во новата програма. Оваа програма, исто како и преходната, во духот и со филозофијата на ВМРО ДПМН е направена да биде реална, да не биде нереална, да нема некои неостварливи работи, за да и по 4 години или преходно на председателски, на парламентарни и потоа и на локални, кога ќе дојдеме, да имаме лице, да имаме образ, да застанеме пред вас и да ни држи се уште зборот, да ни верувате. Бидејќи во политиката политичар кој што нема доверба, тој е губитник во политиката. Ние не сме губитници и не сакаме да бидеме губитници. Затоа многу внимаваме што ветуваме, за да ја задржиме довербата и заедно да продолжиме да одиме напред, да создаваме нови дела, нови проекти, нови реформи и да го подобруваме животот на граѓаните. Затоа, драги пријатели, мислам дека со проектите кои што досега ги изработи Александар Панов, кои што тој во голем дел ги наброја, тој заслужува да го добие овој мандат. Заслужува и заради изградениот и реконструиран градски поштад на кој што сме денес. И заради реконструирани над 25 километри градска водоводна и канализациона мрежа. И заради извршена реконструкција на основните училишта Димката Ангелов Гаверот, Тоде Хаджитефов, Тошо Велков, Пепето, Гоце Делчев и Димката Ангелов Гаверот во село Ваташа. И заради изградените и реконструирани над 13 километри асфалтирани патишта во Кавадарци и изградени 45 километна патна мрежа со асфалт, бекатон, плочки и стари гранитни коцки. И заради изградениот локален пат Кавадарци-Ресава во должина од 6 километри. И заради извршената изградба на инфраструктура за економската зона Телот. И заради целосно реконструираниот
стар офицерски дом и во него направен новиот музеј на Кавадарци, кој деновиве ќе биде пуштен во употреба. И заради отвореното прво 3D кино овде во Домот на културата. И заради среденото речно корито на реката која што има име кое што тешко се заборава, Луда Мара. И заради изградените две училишни спортски сали, и во средното училиште Ѓорче Петров, и во основното училиште Димката Ангелов Гаверот во Кавадарци, и заради многу други проекти, кои што тој грижливо ги запиша во неговиот отчет и го распредели отчетот на секаде низ градот, по многу куќи и станови, и го ставивме исто така и на веб страната на ВМРО ДПМН, за да можете да прочитате, да споредите со тоа што било ветено и да оцените и да видите, да процените дека на вистина Александар Панов и неговите соработници во општината, советниците во општината, со заедничка соработка и со владата за многу проекти, реализираше најголем дел од ветувањата, над 90% од ветувањата, а реализираше и проекти што ги немаше ветено во програмата. Тој покажа и капацитет во еден клучен момент, драги пријатели. Тоа беше моментот кога компанијата, мултинационалната компанија Драсермајер веќе беше донела одлука да инвестира во Македонија, но не беше донела одлука каде ќе инвестира, во кој град, во кој регион. И бара да најдат поволна дестинација. Тие дојдоа во Кавадарци, разговараа со него, ги видува условите, тој понуди максимум од она што тие го бара, бидејќи има одредени специфични барања за времено престојување нивно додека не почне да работи нивната фабрика што е градат. И тој многу прецизно и ефикасно се справи со нивните барања. По заминувањето од Кавадарци тие рекоа готово, ќе инвестираме во Кавадарци. Тука тој покажа извонреден капацитет. И помогна токму тука, од овој регион, од овој град и од овој регион, да бидат оние 4000 луѓе кои што ќе најдат свое вработување во мултинационалниот гигант Драсермајер во неговата фабрика во Македонија. И затоа Кавадарци и овој пат ќе даде подршка за дела. Ќе даде подршка за проектите што се ветени во новата програма на ВМРО ДПМН и коалицијата, на кандидатот Александар Панов и на советниците од советничката листа предводена од Горица Пеливанова Вилхем. На реконструкција, подршка за делата како што е реконструкција на регионалниот пат Кавадарци Мушов гроб со вкупна должина од 16,3 километри, изградба и реконструкција на локален пат Ладно Долче Страгово, Крњево, прв и втор дел и асфалтирање на патот од село Ресава до село Бегниште, едно од попознатите во последно време. Ќе даде подршка и на доизградба на кејот на реката Луда Мара до Брушански мост. Ќе даде подршка за формирање на нова трета индустријска зона и подршка при формирање на нови, мали и средни бизниси. Ќе даде подршка за изградба на нова автобуска станица во Кавадарци, изградба на колекторски систем за отпадни води во населените места по течението на реката Луда Мара до незиното влевање во реката Вардар. Изградба на две училишни спортски сали, и тоа во основните училишта Страшо Пинџур и Тоде Хаджитефов. Ќе даде подршка на урбанизација на викенд населбата на Тиквешко езеро, на доизградба на плоштадот со подземен коридор во Кавадарци, за кој предмалку говореше и градоначалникот сегашен иден, на комплетна реконструкција на дистрибутивната мрежа за водоснабдување на Кавадарци, за изградба на две повеќе наменски спортски игралишта, и тоа е едно во основното училиште Гоце Делчев и едно кај градскиот парк, изградба на двојно тениско игралиште во Кавадарци и изградба на 10 асфалтни фудбалски и ракометни игралишта во Кавадарци и во селата Бегниште, Сопот и во Марена.
Отворање на детска градинка во село Глишик, нова детска градинка во Кавадарци, во непосредна близина на реката Уда Мара и изградба на мала градинка во рамки на основното училиште Тоде Хаджитефов. И многу други проекти кои што се содржани во програмата 2013-2017 на ВМРО ДПМН и кандидатот Александар Панов. Така се сака Кавадарци и така се сака Македонија. Со дела, со создавање, со градење и со грижење. Драги пријатели, благодарам. Драги пријатели, овде во Кавадарци, црсто верувам дека на 24. нема да има дилеми. Нема да има дилеми, затоа што од другата страна имаме човек кој што то вчера беше председател на младите на НСДП, без никакво политичко искуство, без никаков посебен кредибилитет, а од наша страна имаме човек кој што во овие 4 години покажа што значи и како се создаваат дела и се исполнуваат ветувањата кон народот и кон граѓаните. И покажа како се гради, како се создава, како се права дела. Бидејќи Кавадарци се сака со дела, Македонија се сака со дела. Изберете дела. Тоа е мојата порака вечера. Да сте живи и здрави. Да живее Кавадарци. Да живее ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Да свалиме на 24. За нови проекти, за нови реализации и за нови исполнувања на ветувањата. Да живее Македонија!